Според последните податоци објавени на сајтот на Министерство за животна средина, викендов Скопје повторно беше најзагаден град во земјава. Утринава скопјани се разбудија под голем облак на смог и магла. Податоците објавени на интернет страницата на Министерството за животна средина покажуваат дека ниту една скопска општина не е поштедена од загадувањето. Скопје со денови е град во кој никој не би посакал да живее. Почетокот на зимата го врати стариот проблем – загадувањето. Жителите на градот со денови се будат и легнуваат со дебели облаци од смог, чад и магла, а мерните станици покажуваат алармантни концентрации на отровни материи. Колешката Александра Велинова ги има деталите. Зголемен е бројот на пациенти во итната медицинска помош. Најчесто тоа се пациенти со респираторни и кардиолошки заболувања. Лекарите препорачуваат. Загадувањето, студот исто е еден ризик фактор кој што доста допринесува за да се зголеми бројот на пациентите со тие заболувања. Советите се да што помалку се излегува надвор, да се пие редовната терапија кај пациентите со хронични заболувања, да се застапени витаминска терапија, доста овошје, чаеви, течности за заштита, носење на маски додека се излегува надвор, кога мора да се излези надвор. Така да тие се првите препораки да се отстрани причинителот. Најдобро е да се проветрува рано, што порано наутро, додека е воздухот сепак се уште незагаден, цела ноќ најмало сообраќај и е попрочистен за разлика во тек на денот, кога има и сообраќај, има и од грејењето, од сето таа што се допринесува да се воздухот загади. Заштитните маски со филтер кој може да ги купат граѓаните во аптеките чинат 900 денари. Од фармацевтите дознаваме дека има голем интерес за истите. Како се заштитуваат и дали им смета загадениот воздух, слушнете од анкетираните. Како се заштитувате од загадениот воздух? Никако е вака. Како ќе се загадуваш? Ви смета или не? Не ми смета, немам проблеми. Барем за сега, понатака не знам. Немам проблем со дишењето за сега. Гледам тука има маски поставено, да би требало да се користат. Вие користите маски? За сега не ќе почнем. Што превземате? Ништо, само затвори, не отвори ништо, да се проветрува тоа. Маски користите? Не. Со третирање на градските улици со средството калциум магнезиум ацетат, градот Скопје од вчера вечер ја спроведува мерката за намалување на загадувањето во Скопје и стабилизација на сообраќајниците. Во овој процес ќе бидат опфатени булеварот Свети Климент Охридски, булеварот Србија, Седо, крстосницата помеѓу булеварите Видео Смилевски, Бато и Јане Сандански, улиците Јордан Мијалков и Свети Кирил и Методи. Средството еколошки производ, биоразградлив, не е штетен за растенијата, а најважно е што нема корозивно дејство. Производот е лесен за апликација и целосно е стабилен, што значи може да се чува за подолг период. Не е опасен по здравието на луѓето. Важно е да се нагласи дека брзината на улиците каде што ќе се аплицира средството, калциум магнезиум ацетат, ќе биде ограничена на 40 км/ч, поради можна појава на лизгавост на коловозот. Искуствата од европските градови каде што се користи ова средство укажуваат дека со негово аплицирање потенцијалот за намалување на прашината е од 10 до 30%. За да се избегне загадувањето на воздухот, град Скопје ги повикува сите граѓани да го користат јавниот превоз, да не ги користат автомобилите без поголема потреба, а доколку имаат потреба од нив да се возат повеќе лица истовремено. Град Скопје апелира до граѓаните да го сведат своето движење на отворен простор само на неопходни излегувања, а одделни категории од населението, како малите деца, бремените жени, хронично болните постарите лица, да не излегуваат од своите домови. Исто така да не се проветруваат просториите во кои се престојува.